Почитувани граѓани, почитувани новинари. Во ек на глобална економска и енергетска криза, јавноста, граѓаните се изнаслушаа изјави и прогнози од страна на Христијан Мицкоски, кои што се покажаа неточни. Се што Мицкоски кажа за енергетиката излезе погрешно. Прво, Мицкоски со месеци ја плашеше јавноста со наводен недостиг на енергенси за домашниот енергетски сектор. Уште минатата година тврдеше дека нема јаглен доволно во земјава или поточно дека го има само уште за 2 дена. Од тогаш поминаа точно 392 дена, јаглен има доволно, а термоелектраните го зголемија производството за 25%. Второ, Мицкоски велеше дека немаме доволно струја од домашно производство. Сосема спротивно, АД ЕСМ произведува струја која во целост 100% ги покрива потребите за струја. Домаќинствата, малите потрошувачи, се снабдуваат со 100% домашна македонска струја, со што се зајакнува енергетската независност на државата и се штедат пари затоа што нема скап увоз. Со месеци Мицкоски повикуваше да се набави газ за целата грејна сезона, во период кога цените на овај енергенс рушеа рекорди. Доколку се набавеше газ во изминатите неколку месеци за целата грејна сезона, ќе се платеа 100 милиони евра плюс, сметајки по сегашната цена на берзите, која што и понатаму паѓа. Одлуката на владата, економските ресори и АД ЕСМ да не се набавува во тој период за целата сезона даде резултат. Истовремено, со договорот за интерконекторот кој беше потпишан со Бугарија, ќе се овозможи поголема понуда и поголема конкурентност во снабдувањето со газ од 1 јануари 2023 година. Ете колку нема познавање Мицкоски од енергетиката, се што тој кажа и предвидуваше, на крајот излезе погрешно. Ви благодарам.